Поштовани гледачи, ја следите програмата на Канал ВИС, изборно представување на кандидатите за градоначалници, но и носителите на советничките листи. Во продолжение за и околу кандидатите во општина Струмица. Во студиото на ТВ Каналот ВИС е кандидатот за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ Костадин Костадинов. Добро вечер, Костадинов. Најнапред благодарам што се одзовте на нашата покана за да го искористите тие 10 минути за изборно представување ваше. Иако струмичани, вашите сограѓани ве знаат кој е и што е Коста Костадинов, но може ли приватно, кој е Коста Костадинов? Благодарам за поканата. Костадин Костадинов е роден 1990 година. Живее континуирано во Струмица, каде е обкружен со семејството, со другарите, пријателите, познаниците, го споделувам моето секојдневие заедно со цела Струмица, сите струмичани од градот и од населените места. Овде го почнав моето образование, овде сум ги направил првите чекори во политичките води, каде некаде пред 14 години решив да ја споделувам социјалдемократската филозофија и се вклучив активно во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде што сум континуирано активен, како што кажав, веќе 14 години, што е посебна чест, гордост и одговорност за мене како млад човек. Дипломиран економист, оженет? Дипломиран економист, верен, со мојата Марија, изрази благодарности на митингот во Струмица и секогаш заради целото трпение, целата храброст, затоа што навистина не е лесно да се биде сопруга на политичар во денешно време. Костадинов, вие бевте вршител на должноста градоначалник на Струмица пред 4 години тука некаде. Но во меѓувреме граѓаните ве избра за пратеник во собранието. На самиот почеток, зошто Костадинов се одлучи, иако нели тоа е сепак низ партиските извршни органи одлучуваат, но зошто Костадинов се одлучи да биде прв човек на општина Струмица? Добро, најнапред прво да изразам благодарност до цела Струмица, до сите граѓани на Струмица со населените места за поддршката што ми ја даваат континуирано, да пред 4 години Костадин Костадинов на свој 26 години стане и најмладиот градоначалник именуван тогаш во државата, секако и еден од најмладите на ниво на Европа. Тоа е нешто што е особена чест и нешто за кое што јас лично треба да се поклонам пред граѓаните. Сметам дека како човек се реализирав во тој 10-месечен период, реализирав тоа што беше во програмата, од причина што бев вршител на должноста, значи не можев да излезам надвор од таа програма која што беше донесена од претходниот градоначалник, а сега премиер на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, но сметам дека реализиравме доста проекти кои што се од суштинска важност за граѓаните на општина Струмица. Зошто Костадин Костадинов реши после 4 години да се врати овде во локалната власт? Затоа што воден од европската филозофија за локално делување и намерите наши на владата да конечно помине таа трета фаза на децентрализација, представува еден голем предизвик за млад човек кој што е спремен и со огромна љубов према општината во која е роден, конкретно во мојата и наша општина Струмица, спремен да се соочи со предизвиците на модерното, на новото време, спремен и свесен за таа филозофија која ви ја кажав токму за локално делување, мислам дека може да направиме многу, уште повеќе, за да бидеме пример во цела држава, па и во регионот. Но вие бевте пратени, затоа ми беше и прашањето, бидејќи и таму можевте да действувате преку оние програми, годишни програми за Струмица. Но сега можеби ова градоначалничка фотелја каде што бевте и знаете како да раководите, можеби вие некако поблиска, не знам, затоа сега. И како пратеник, избран директно од граѓаните, го добив мандатот благодарение на струмичани, од градот, од населените места, направив се што е во моја моќ, во моја ингеренции. Како пратеник, како член на Комисија за финансирање и буџет, каде што се носи централниот државниот буџет, до општина Струмица прво ја представи таа симбиоза на соработка помеѓу локалната и централната власт и за разлика од
11 години можност кога во МРОДПМН имаше да ја води државата и често да ја води државата, кога немаше буквално ниту еден денар пуштен од централниот буџет, сега реализирано и јас како пратеник, како учесник во креирањето на централниот буџет, ги гледаме бенефитите од таа симбиоза и соработка помеѓу централната и локалната власт. Затоа ги имаме и новата детска градинка после 30 години, затоа го имаме и новото крило во болницата после 33 години, затоа имаме и нови детски градинки во Муртино и во Куклиш, затоа имаме нови регионални патишта, затоа имаме субвенции за земјоделците, затоа имаме низ за други проекти, затоа имаме канализација во Велјуса, дополнително подпомогнато од централниот буџет. Затоа имаме канализација во населено место Дабиле, затоа имаме канализација во населено место Просениково, затоа е изготвен проект кој што чини за фекалната канализација во населено место Градско Балдовци 44 милиони денари и секако проект за реализација на атмосферска канализација во населено место Градско Балдовци кој што чини 11 милиони. Тоа се државни политики. Сега ве очекува доколку ја добиете довербата оние локални политики. Не сум сигурен кога бевте вршител на должноста дали го креиравте буџетот тогаш или моравте да ги наследите оние програми кои што веќе беа донесени, не сум сигурен, но сепак како прв човек кој што атакува на првата функција во Струмица, што е она за што ќе се бори Костадин Костадинов кога ќе седне на градоначалничката фотелја? Кои се неговите приоритети и што може да ветите на струмичани, не само на жителите на градот Струмица, туку и на населените места за вашиот период кој што следува како мандат? Секако. Прво е отвореност, затоа што таа е клучна во заедничкиот прогрес на нашата општина, зборувам и за градот и за населените места. Од таа причина при самото креирање на мојата изборна програма го објавив мојот телефонски број на социјалните мрежи, каде што ја пуштив пораката на отвореност и мојата искрена желба за соработка со секој еден граѓанин на општина Струмица. Тука ги утврдувавме приоритетите. Од таа комуникација, моја директна со граѓаните, произлегува и најважните проекти. А тоа се новите булеварски решенија кои што планираме да ги реализираме. Тоа е на потегот од булеварот Климент Охридски на раскрсницата со улица Братство и единство према Агроберзата, пробивање на нов булевар, конечно решавање на проблемот кој што го имаат граѓаните кои што живеат во делот на пазарот Чешел. Дефинитивно се случува проблем таму, ниту се задоволни граѓаните кои што живеат, ниту пазарџиите. Затоа предвидуваме прво изградба на нов градски пазар, а тоа е на местото позади новата автобуска станица, каде што по детален урбанистички план имаме предвидено нов градски пазар, предвидуваме сериозни проекти, модерен градски пазар ќе добијат струмичани секако сите и од градот и од населените места, а местото каде што е сега Чешел пазарот, така викано понародно, ќе го добие новиот современ Боемски парк. Нова јавна зелена површина. Нова јавна зелена површина, што Струмица ја има. Ние имаме околу 100.000 квадрати зелена површина со паркови, го имаме малиот градски парк кој што располага на површина од 10 на 12, 13, 15.000 квадратни метри. Ги имаме булеварските решенија каде што имаме зелени појаси околу 5-6 илјади квадратни метри. Ги имаме населените места со своите паркови кои што имаме предизвик да ги одржуваме истите со околу 10.000 метри квадратни зелена површина. Затоа предвидуваме, тоа е барање од граѓаните, што повеќе зелени површини. И тоа со сигурност го предвидуваме во градот, но и во населените места. Имаме ново булеварско решение, а тоа е на потегот каде што завршува практично соуредување на каналот на поројот Свети Илија или народно кажано Чифлиганскиот порој. По течението на Чифлиганскиот порој е предвидено и е добиен проект за изградба на булеварско решение, односно од двете страни на поројот по една коловозна лента, каде што предвидуваме и велосипедски патеки, но и патеки за пешачење, за да може да ги користат граѓаните на целата наша општина Струмица. Тука се населените места, не ги забораваме населените места. Населено место Куклиш во разговорите со граѓаните беше приоритет детска градинка, ја преадаптиравме општинската зграда во детска градинка. Сега е приоритет опожарениот дом на култура во населено место Куклиш, конечно да се реконструира и сметам по анализите кои што ги имаме во разговори со стручни лица, најдобро е од темел да се изгради нов дом на културата во населено место Куклиш и тоа со сигурност ќе го добие. Жителите во населено место Муртино, едно од барањата им беше спортска сала, во тек на реализација е спортската сала во населено место Муртино. Едно од горливите проблеми
е проблемот со одводувањето на населено место Муртина. Знаете, нонстоп ги чистиме ние канавките кои што се служат за одводнување, но трајно решение на проблемот ќе биде изградба и реализација на проектот за атмосферска канализација во населено место Муртина. Банско, каде што имаме веќе реализирана нова водоснабдителна мрежа во населеното место, секако имаме проблем со пречистителната станица, која со текот на времето заради приклучоците, заради масовната сеча на дрва, се има дефект. Да. Секако реконструкцијата не е доволна, затоа предвидуваме изградба на нова. Умешноста на една локална власт во водењето и менеджирањето на општината, населените места, генерално на општината, е да колку е можно повеќе привлече средства кои што нема да бидат на терет на основниот Тоа сакам да ви прашам, ова се капитални проекти кои што ги спомнавте, од каде ќе ги планирате да ги црпате средствата? Мора да има и некоја визија од каде? Секако дека има. Планот мој и на мојот тим е што повеќе од проектите. Прво да ги проектираме, да ги имаме како проект решенија и секако тие да бидат аплицирани во сите можни странични извори на приходи. Тоа е Светска банка, тоа е Европската банка за обнова и развој, тоа е централниот буџет со сите негови институции, тоа е Министерство за економија, тоа е Агенцијата за млади и спорт, тоа се ИПА фондовите, тоа се мал милион извори на приходи кои што доколку спремаме добри проекти, издржани проекти, јас со сигурност ви гарантирам дека ќе бидат и одобрени. Таков е и проектот со Светилискиот порој, со реконструкцијата и уредувањето на Светилискиот порој. Таков е проектот од Светска банка и со конечно џебот на Цветан, односно улицата, дел на улицата од Цветан Димов, тоа е местноста викана Софилар, каде што веќе се реализира атмосферска фекална канализација со изведба на асфалт на главните две улици таму. Значи, колку општината повеќе аплицира на проекти, толку е поуспешна. Колку ние успееме сите заедно, како градоначалник, како совет на општината, како општинска администрација, општо како население, да аплицираме на проекти од други извори на приходи, толку ќе бидеме поуспешни, толку повеќе ќе ни остават извори од основниот буџет, финансии, за да ги аплицираме на неопходните места каде што се потребни на сите струмичани. Последни 30 секунди, зошто струмичани да гласат за Коста Костадинов? Затоа што имаме реална, издржана програма, затоа што сметам дека струмичани треба да веруваат во мојата младост и во мојата искрена желба и амбиција да ја направиме Струмица уште помодерно и поубаво место за живење. Место кое што ќе представува континуитет на добрите проекти, на добрите политики, а се со цел подобрување на условите за живот на сите граѓани во градот и во населените места. Костадинов, јас ви благодарам што бевте дел од програмата на ТВ каналот Вест и ги искористивте вашите 10 минути. Почитувани, тоа беше Костадин Костадинов, кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ за прв човек на општина Струмица на овие локални избори 2017. Ова беше изборната програма или бесплатното изборно представување на кандидатите за градоначалник на општина Струмица, но и на дел од советниците, односно носителите на советнички листи, иако потврдуваме дека се одзваа само 20 и покрај обидите од останатите да им се отстапи простор, се разбира, за бесплатно изборно представување. Тоа би било се, пријатно.